Како што бевте известени од судот, судот не можеше денеска да одлучува заради тоа што предметот од апелација по наша жалба се уште не е завршен. Ние баравме изземање на судиката, а се надевам дека ќе се донесе брзо одлука за да може да продолжи судскиот процес кој што е закажан за 29 јануари во 10 часот. Што очекувате од апелација, бидејќи тоа е денеска исто? Ние очекуваме нашата жалба да биде прифатена. Секако, но секако како и да одлучи судот, ќе ја почитуваме постапката и ќе знаеме како да продолжиме понатаму. Жалбата е суштествен дел на самата постапка. Се однесува за тоа дали јавно објавените ПИМ мерки ќе бидат во продолжение на рочиштето доказ или не. Јас сакам таа снимка да биде обелоденета, јавно достапна до сите, за да може да ја видат сите, комплетно самата снимка, без деловите каде што е пресечена, заради тоа што не само што сум убеден во добивањето на правдата и потврдувањето за мојата невиност, туку важно и образот, заради тоа што извршувам висока политичка функција. Господин Азар, дали сте информирани до каде истрагата за тоа зошто протече таа? Во нормални држави оставка дава за таква работа и државниот обвинител. Знаете како, кога би бил политичар и премиер кој што има контрола во правосудството, веројатно досега и ќе знаев кој е одговорен, како е пуштена таа снимка. По законот единствен кој што ја поседува и за неја одговара е јавниот обвинител. До ден денеска јас немам никаква информација што се случува, дали е покрената одговорност или слично. Истрагата од самиот почеток ја води обвинителот Владимир Милошевски. Секако ќе треба се обратите до тие треба да се обратите до тие инстанции, до тие институции, тоа е јавното обвинителство, за да може да ви дадат одговор за тоа прашање. Дали ќе имате повторно средба со села со оглед на тоа што тие вчера рекоа дека не излегуваат од владината коалиција? Ќе имате ли средба, ќе понудите ли нешто ново или пак останува на вице-премиерското место кое што претходно го нудевте? Ние, знаете, повеќе од месец дена разговараме за ова прашање. Се работи за политичка партија која што има две пратенички места. Министерството за здравство е еден од најважните ресори во владата на Република Македонија и во моментот кога беше понудено при конципирањето на оваа влада беше дадена и заради кандидатот. Многу е важно со кои личности самите партии предлагаат. Тогаш беше за господинот Арбен Таравари. И затоа сега не можевме буквално да правиме паралели од ваков тип и остана ова место да биде под Социјалдемократскиот сојуз. Ние го понудивме местото под председател за реформи, имајќи во предвид дека навистина е млада партија која што ќе сака да се докажува, водат сериозни институции, повеќе од 20, само на централно ниво, верувавме дека тоа може да биде прифатливо за нив. Од друга страна, сите министри буквално се зафатија со работа од 1 ноември, по завршувањето на локалните избори. Дотогаш има повеќе од 70-80% забрани за извршување на одредени дејности. Едноставно не е возможно да биде променет било кој од министрите. Господинот Арбен Таравари ниту соопшти, ниту консултираше, ниту разговараше, ниту господинот Зијадин. Јас слушнав од медиумите за неговата одлука да оди за кандидат за градоначелник. И навистина во еден момент се надевав и лично дека нема да биде избран за да продолжи како министер за здравство. Но волјата на граѓаните е неприкосновена, така да тие се одлуките. Јас се надевам дека ако нивната одлука е да останат во влада, тоа значи прифаќање на подпредседател на владата на Република Македонија за реформи. Имате ли изборот за Христијан Мицкоски за лидер на ВМРО ДПМН? Што добивате политички опоненти? Ми е драго што заврши конгрес на нашиот политички опонент. Секако тоа треба да представува и перспективи за државата. Стабилна политичка партија како ВМРО, како СДСМ значат и стабилност за Република Македонија. Јас очекувам конструктивен процес во парламентот на Република Македонија, секако и критичен осврт од страна на опозицијата. Можам само да му посакам среќа на новиот председател на ВМРО ДПМН и заедно сите да му ја мислиме за Република Македонија. Очекувате да се вратат во собранието и да подржат за реформите од планот 369, бидејќи за некои закони Јас очекувам уште од самиот момент кога се случи напуштањето или, така да кажем, времената стагнација и неприсуство во парламентот, да биде коригирани тие да се вратат во парламентот, заради тоа што парламентот има и такако многу сериозни прашања пред себе за одлучување. Еден значаен дел се реформските процеси. Во Македонија од денеска и натаму треба се бира јавен обвинител, следуваат сериозни законски решенија, некаде јануари, февруари ќе дојдат двотретинските закони поврзани со правосудството, но ќе дојде моделот во Министерството за внатрешни работи, законот за
за медиумите, односно за аудио и визуелни медиумски услуги, ќе доаѓаат сериозни закони од реформите на јавната администрација. Сето ова би било комплетно легитимно, покрај легално соучество на опозицијата. Јас сум убеден дека опозицијата треба да биде составен дел на сето она што значи реформски процес, но и сето она што значи добри перспективи на Република Македонија. Таму каде што ќе успееме да се усогласиме, јас го очекувам и нивниот глас, таму каде што нема да се согласуваат со власта, секако да бидат критични, да бидат против, но учеството на опозицијата е неопходно за да имаме нормални демократски процеси во Република Македонија. И во тоа име искрено се надевам дека ќе донесат одлука да се вратат во парламентот и да продолжиме понатаму со важните процеси во интерес на граѓаните на Македонија. Ќе имате ли средба со Христијан Мицеловски? Ќе се договорили тет-а-тет да се видите и да поразговарате и да се утврдат правците за понатаму? Јас верувам дека Дали први има некоја покана и најава или слично? Не, немаме ништо разговарано. Јас се надевам дека првата прилика штом ќе има потреба за таа работа, од моја страна сигурно нема предрасуди, верувам и од негова страна како нов председател на ВМРО-ДПМН нема да има, заради тоа што долго време бев шеф на опозицијата, знам дека и тука е голема одговорност, не е само да се биде председател на владеачка партија, но знам дека првата прилика штом се создаде потреба од наша средба, јас би прифатил и би поканил, ако е секако до мене.